Hello students, welcome to your English class. My name is Olivera and I will be your teacher for today. Денес ќе се запознаеме со предлозите за место in, on и under. На крајот од овој час ќе можете да ги разбирате и разликувате предлозите за место и истите ќе можете самостојно да ги употребувате во контекст при давање опис на местоположба на предметите. Can you guess what's in this picture? Is it a car, a doll, or maybe a teddy bear? Let's see. It's a house. But what's in the house? Што има внатре во куќата? Во куќата има простории. Ќе ги повториме имињата на просториите. Јас ќе ги изговарам, а вие ќе изговарате по мене, а доколку сметате дека има потреба, истите можете да си ги запишете во тетратките. Number 1. Garage. Гаража. Garage. Number 2. Toilet. 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 Number 3. Bathroom. Банја. Bathroom. Number 4. Bedroom. Спална. Bedroom. Number 5. Living room. Дневна соба. Living room. Number 6. Hall. Ходник. Hall. Number 7. Stairs. Скали. Stairs. Number 8. Dining room. Трапезарија. Dining room. Number 9. Kitchen. Кујна. Kitchen. Number 10. Garden. Градина. Garden. What's inside the rooms? Што има внатре во собите? Внатре во собите има меба. What's in the living room? Што има во дневната соба? There's a chair, table, TV, mirror, clock. In the kitchen, there's a cooker, cupboards, sink, fridge. In the bedroom, there's a lamp, carpet, bed. In the bathroom, there's a bath, toilet, sink, shower. In the study room, there's a desk and a computer. Where is the furniture? Каде се наоѓа мебелот? If we want to show the exact position or particular place of an object, we use prepositions. Имаме три сликички со три мачиња и три кутии. На првата сликичка мачето е внатре во кутијата. Во овој случај го користиме предлогот in. Repeat. In. На втората сликичка мачето е врз кутијата или на кутијата. Во овој случај користиме on. Repeat. On.
На третата сликичка, мачето е под кутијата, во овој случај користиме under. Under. Дали може заедно да кажеме пример за оваа сликичка? Повторно имаме маче и повторно имаме кутија. Ајде да видиме каде се наоѓа мачето и како ќе биде примерот за оваа сликичка. The cat is in the box. Мачето е во кутијата. Како би бил примерот за оваа сликичка? The bird is on the box. The bird is on the box. И на третата сликичка повторно имаме маче, но сега се наоѓа доле под кутијата. Примерот би гласал The cat is under the box. The cat is under the box. Answer the questions. Имаме слика од просторија со некои предмети во незе. Ние, според оваа слика, треба да дадеме одговор на следните прашања. Број 1. Where's the clock? The clock is on the wall. Саатот е над зидот. Number 2. Where's the ball? The ball is under the table. The ball is under the table. Where's the lamp? The lamp is on the table. The lamp is on the table. Where are the flowers? The flowers are in the vase. The flowers are in the vase. Look at the picture and say true or false. Повторно имаме слика од просторија и имаме искази за кои што треба да кажеме дали се вистините или не. Number 1. The lamp is on the desk. Погледнете на сликичката, побарајте ја лампата и да видиме дали е ова точно или не. True. Точно. Лампата е на бирото. Number 2. The computer is under the desk. Побарајте во компјутерот. It's false. Оваа реченица е грешна. The computer is on the desk. Компјутерот е на бирото, а не е под бирото како што ни напише. Number 3. The doll is on the chair. Побарајте ја doll. It's a false sentence. Реченицата е грешна because the doll is on the bed. Куклата е на креветот. The school bag is on the carpet. Ова реченица е true. Вистинита. The teddy bear is under the bed. Побарајте го мечото. Дали е под креветот? False. The teddy bear is on the window. Thank you for your attention. Bye.